Здраво на сите! Се надевам дека имате пријатен ден или пријатна вечер. Јас сум Благородна и ви посакувам топло добре дојде во втората сезона на Нова перспектива, подкаст кој зборува за родово заснованото насилство. Денес ќе разговараме за различни видови на машкост и алтернативни модели кои ја отфрлаат доминацијата. Денес со нас, за да разговараме на оваа тема, е нашиот гостин Живе, проектен координатор со долгогодишно искуство кој работи со едукатори, тренери и млади мажи. Здраво, Живе, ти благодариме што си со нас. Здраво, Благородна, ви благодарам на поканата. Кога ќе го слушнеме зборот машкост, честопати мислиме на еднодимензионална слика, доминантен, непобедлив и емоционално отпорен лик. Но што ако кажеме дека таа слика е само еден потесен дел од спектарот? Постојат илјадници начини да се биде маж, а многу од нив се основани на вредности кои се спротивни на насилството. Соработка, грижа, чувствителност и хармонија. Денес ја истражуваме оваа разновидност. Различни културни и лични модели на машкост кои не се градат врз доминација, туку врз конекција. Во секојдневниот живот, многу мажи чувствуваат притисок да се однесуваат на одреден начин, да бидат тврди, да не покажуваат слабост, да доминираат. Што е најголемиот мит за тоа како треба еден маж да живее и кој е вашиот став за тоа? Мислам дека најголемиот мит што цело време го среќавам повторно и повторно е идејата дека вистинскиот маж секогаш треба да биде силен, стабилен, непопуслив и емоционално недопирлив. Мислам дека овој мит ни кажува дека ако покажеш страв, тага, ранливост или збунетост, тогаш си помалку маж. Јас длабоко не се согласувам со тоа. Напротив, мислам дека токму оваа перцепција создава многу фрустрации и конфликти во животот на мажите. Кога мажите се чувствуваат како во кафес, да кажеме, нивните емоции не исчезнуваат, тие се акумулираат, претворајќи се во бес, агресија, потреба за доминација и така натаму. Мојот став е дека машкоста не треба да биде ограничување или задолжителен образец, туку тоа да биде простор во кој можеме ние да растеме како личности, да се учиме да се поврзуваме со себе, а да се поврзуваме и со другите. Слободата е да се биде емоционален, ранлив и отворен, всушност е суштината на таа вистинска сила на машкост. Во светот постојат многу култури каде машкоста не се дефинира преку војна или доминација, туку преку уметност, грижа, медитација или одржување на хармонија. Можете ли да ни споделите конкретни примери на такви алтернативни модели на машкост? Како тие модели, според вашето истражување или искуство, придонесуваат за помала стапка на насилство во односите? Да, добро прашање. Постојат многу култури каде машкоста се цени преку грижа, внимателност, емпатија и така натаму. Например, кај одредени домородни заедници во Јужна Америка, мажите се сметаат за вистински лидери, не по тоа колку се агресивни или физички моćни, туку по тоа колку се способни да се грижат за заедницата, да ги слушаат другите, да одржуваат рамнотежа и друго. Исто така во источните култури машкоста често се поврзува со внатрешната дисциплина, медитација, внимание, контрола на умот. Таму силата не е во доминацијата, туку е во способноста да останеш смирен и присутен, дури и во стресни ситуации. Уметноста, раскажувањето, приказни и грижата за деца во некои култури исто така се сметаат за машки активности. Кога мажите се поврзани со сопствените чувства и со другите, тие се помалку склони кон насилство. Причината за тоа е едносавна. Ако не можеш да се докажеш дека си над другите и да се почувствуваш вреден, нема потреба да повредиш или да доминираш над некого. Овие модели создаваат здрава, почитувачка средина каде мажите учат како да бидат силни, но не на штета на другите, туку како поддршка на другите. Многу мажи си поставуваат прашања за своето тело. Дали сум доволно мускулест? Дали изгледам како вистински маж? Кој е вашето мислење за ова и дали сметате дека мажот мора да биде секогаш силен и непобедлив? Што може да помогне да се свати дека тоа е мит? Телото е уште еден голем извор на притисок. Многу мажи живеат со постојан страв дека не се доволно високи, дека не се доволно мускулести и дека не се вистински маж. Ја лично сум поминал низ периоди кога мојата вредност како маж ја поврзува со физичката сила и со издржливост.
Со текот на времето, преку лични искуства и разговори со други мажи, сватив дека тоа е уште еден мит. Телото старее, се менува, има своји граници. Она што навистина останува е нашиот однос кон себе и кон сопствените ограничувања. Кога прифаќаме дека слабостите и ранливоста се дел од нас, тоа не прави помалку силни. Напротив, тоа е знак на вистинска внатрешна сила. Да се биде отворен за сопствените слабости создава поврзаност со себе и со другите. Ми помогна да развием поголема емпатија, да разберам дека несигурноста е човечка, а не несоодветна за мажите. Тоа е сознание кое е ослободувачко, го ослободува мажот од затворот на перфектната слика за себе и понатаму дозволува вистинско растење. Понекогаш луѓето се плашат дека усвојувањето на помирни модели на машкост, кои се заснуваат на разбирање, а не на сила, може да ги направи мажите слаби или неатрактивни. Што вие би им одговориле на тие стравови? Како, например, се гради самодоверба кога не се следи традиционалниот пат? Мислам дека вистинската самодоверба не доаѓа од тоа колку може да доминираш или колку можеш да го понижиш другото лице. Самодовербата се гради кога знаеш кој си, кога живееш според сопствените вредности и кога не се плашиш да бидеш автентичен. Усвојувањето на овие помирни модели, односно имањето самодоверба, не те прави слаб. Тоа те прави човек кој е присутен, внимателен и способен за вистинска поврзаност. Кога ќе прифатиш оваа перспектива, ги привлекуваш луѓето, привлекуваш и ситуации кои се заснуваат на почит и искреност. Атрактивноста не е во силата, туку е во автентичноста и способноста да се биде отворен, да се слуша и да се разбере другиот. Сосема е разбирливо еден млад човек да се чувствува поделен меѓу две желби. Од една страна, внатрешна потреба да биде добар, почитувачки и автентичен, а од друга страна стравот дека општеството ќе го смета тоа за слабост и ќе го изгуби статусот или прифаќањето. Ако може да споделите ваше размислување на темата во однос на прилагодување на сликата за силен маж, какви конкретни дејства, разговори или одлуки треба да бидат поттик за младите луѓе? За младите ова е навистина голем предизвик. Тие се во период кога постојано се споредуваат со други, кога општествените очекувања за тоа како треба да изгледа и да се однесува еден вистински маж се многу силни и кога секоја нивна несигурност се чини како недостаток. Мојата порака до младите е силата не е во тоа да се вклопиш по секоја цена или да следиш некоја дефиниција за машкост. Напротив, вистинската сила е во тоа да имаш храброст, да се приспиташ за моделот кој ти е наметнат, да размислуваш критички и да избереш пат кој е во согласност со твоите лични вредности, а не со стереотипите околу тебе. Да речеме како конкретни чекори, за тоа може да се каже да зборуваш искрено со некој кому му веруваш, пријател, наставник, член на семејство, ментор, кој да споделиш стравови, збунетост или сомнежи, не значи слабост. Напротив, тоа е начин да ја ослободиш тензијата што се создава од притисокот да се однесуваш како маж. Кога зборуваш отворено, тоа не е само што ти помага тебе да ги разбереш собствените емоции, туку ја гради и довербата и блискоста со другите. Следниот чекор е да научиш да поставуваш граници. Понекогаш младите се чувствуваат притиснати да се согласуваат со се или да следат некакви навики и очекувања кои не им одговараат. Поставувањето граници ја покажува твојата самопочист и самосвест. И токму тоа е едно од најважните нешта што учи дека силата не е во доминацијата, туку во интегритетот. Исто така треба да се избира почит наместо агресија во секојдневниот живот. Кога си во конфликт или во несогласување, изборот да се слуша другата страна и да се комуницира со внимание, наместо да се реагира со бес или потреба за контрола, е вистинска пракса на зрела машкост. Тоа не значи дека треба да се попушти секогаш, туку дека може да бидеш цврст и одлучен без да го повредиш другиот. Овој избор создава чувство на сопствена сила, што не зависи од тоа како те гледаат другите, туку од тоа колку си верен на своите принципи. И како последен чекор е да се вклучиш во активностите кои те поврзуваат со собствените емоции и со внатрешниот свет. Тоа може да биде спорт, уметност, волонтирање, музика или било што ти помага да се сретнеш сам со себе. Овие активности ја градат свесноста со твоите чувства, го зајакнуваат самопочитувањето и создаваат простор за емпатија кон другите. Сите овие мали свесни одлуки кои се практикуваат постојано ја редефинираат сликата за тоа што значи да се биде маж.
Тие го трансформираат традиционалниот стереотип од непобедлив и недопирлив во концепт на машкост, вклучува храброст, автентичност, почит и емпатија. На тој начин младите луѓе започнуваат да градат доверба од сопствените вредности, да се чувствуваат сигурно со својата кожа и да создаваат односи засновани на почит и разбирање, а не на страф и конкуренција. Ако треба да ја сумирате целата оваа тема во една порака до мажите кои слушаат, што е едно нешто што сите можат да го започнат денес за да градат поинклузивна и помирољубива верзија на себе си? Ако треба да ја сумирам целата оваа тема во една порака, би рекол дека се започнува со едно едноставно, но нешто многу моќно. Започнете да се слушате самите себе си, па потоа другите. Постојат многу очекувања и стереотипи за тоа што значи да се биде маж, дека треба да си непобедлив, да не покажуваш емоции, да доминираш. Но вистинската сила се учи кога ќе се запрашаме, што навистина чувствувам сега? Зошто реагирам вака? Дали мојот одговор ја отсликува мојата вистинска вредност или е резултат на стереотипите околу мене? Започнувањето со слушање не значи дека веднаш мора да решиш се или да најдеш одговор на се. Може да биде еден едноставен чекор. Вечерта кога си сам, одвој неколку минути и само обрни внимание на тоа како се чувствуваш. Препознај тагата, фрустрацијата, радоста, спунетоста и дозволи си да ги именуваш тие чувства. Кога тоа го правиш редовно, се создава навика на емоционална свесност која потоа се пренесува во секојдневниот живот. Следен чекор е да ја практикуваш свесноста во односот со другите. Кога ќе сватиш што чувствуваш, тоа ти овозможува да реагираш од разбирање и емпатија, а не од страв, бес или потреба за доминација. Например, у момент кога се случува конфликт со партнер, пријател, колега, можеш да застанеш и да си речеш како се чувствувам сега, што ми е важно во оваа ситуација, како можам да одговорам на начин што е почитувачки и конструктивен. Овие мали свесни пракси да се слушаш себе, да ги именуваш емоциите, да се поврзаш со другите, на основа на разбирање и почит, се вистински пат кон поинклузивна и подобра верзија на себе. Не е нешто што се постигнува преку ноќ, ниту преку големи драматични промени. Тоа е патување составено од мали секојдневни чекори. И она што е најважно е дека ова патување не е само за тебе. Кога мажот учи да ги разбира своите емоции и да се однесува со почит кон другите, тоа создава ефект на синџир. Родителите, децата, партнерите, колегите, сите околу нас се директно погодени. Една заедница која се движи кон разбирање и емпатија создава посигурни, поздрави односи, посилни врски и посилно општество. Затоа, мојот совет е едноставен, но моќен. Одвојте време да се слушате самите себе си, да се сретнете со своите чувства и да практикувате присутност и емпатија кон другите. Овој избор да бидете отворени и внимателни кон себе и кон светот околу вас е најдобриот почеток на патот кон вистинска машкост. Ви благодарам многу што слушавте и посебно му благодарам на нашиот гостин што ни помогна да навлеземе подлабоко во оваа важна тема. Ви благодарам уште еднаш за поканата, на вистина интересна тема. Благодарам што бевте со нас. Запомнете, нема еден правилен начин да се биде маж. Постојат многу патишта. Кога дозволуваме разлики и кога не се срамиме да покажеме дека не сме совршени, ние всушност правиме помалку опасен и подобар свет за сите. Да не сакаш да доминираш над другите не те прави слаб. Те прави човек со вистинска внатрешна сила. Сила да бидеш свој, да се поврзеш со другите и да живееш исполнет живот. Во следната епизода ќе зборуваме за здрави врски, согласност, граници и еднаквост во секојдневниот живот.